Здраво, ова е 158-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Promising Young Woman на Emerald Fennell, во кој станува збор за Касандра, глумена од младата Кери Молиган, која е травматизирана од еден немил настан од незиното минато, но наоѓа начин да изврши лична одмазда на сите кои што смета дека имаат извршено злодело и поминале неказнети за иницирањето и посведочувањето на одвратниот чин. Во прашање е филмот жанровскиот ранг на силување одмазда хорор поджанрот кој е установен од The Virgin Spring на Игмар Бергман и модернизиран од Вес Крейвен со The Last House on the Left и I Spit on Your Grave на Меир Зарчи, кој ги содржи тропите на сексуалната злоупотреба на еден лик од страна на насилници, кои иницијално се извлекуваат со сторениот злочин во очите на законот, па се изнаоѓаат припадници на потесното семејство или пријатели на жртвата да ги казнат сторителите преку нивно измачување, а во некои случаи дури и самите жртви збираат на човечки напори да се подигнат на собствените нозе по немилиот чин и да ги ликвидираат нивните малтретирачи. Низ годините овој поджанр имал неколку девијации од зацртаниот механизам, но во сите нив злосторството и одмаздата заземале доминантни улоги, што знае да стане своевидна шаблонизација, односно бледа формулаичност врз која начелно голем број на модерни жанровски филмови се подпираат, но чесен исклучок се American Mary и Revenge. Во случајот на Promising Young Women се воведуваат поразлични структурални решенија на драматуршко рамниште, кај што се заобиколуваат прекурсорите на чинот на нанесеното злосторство и ја запознаваме Касандра веќе во функција на одметник, односно одмазничка, која ја зазема улогата на пијана девојка, која едва стои на нозе во клубовите, своевиден мамец, кој потенцијалните предатори го повлекуваат во нивните домови со цел да изнудат сексуално задоволство, надевајќи се дека штом ја загуби свеста, ќе може многу лесно да го добијат тоа што го сакаат, без нејзина дозвола. Меѓутоа, тука Касандра ги изненадува, затоа што е трезна и го користи елементот на изненадување за да се одмазди за нивното дерогативно однесување. Штета е што не можеме да посведочиме на извршувањето на самиот чин на личната одмазда, затоа што тоа ќе подразбира применување на елаборативни и ригорозни специјални ефекти со кои делимично би се загубиле иницијалните симпатии, кои би ги гаеле гледачите кон Касандра, меѓутоа се запознаваме со нејзините манипулативни методи со кои ги уценува ликовите, кои биле инволвирани во премолчувањето на силувањето, односно во известна мера помогнале да останат неказнети сторителите со нивниот молк и вртење на главата на другата страна, не баре станува збор за фабрикувани лаги на жртвата, затоа што арбитрарната вистина се крие помеѓу еден збор и друг, а тој на угледните деца на богаташчињата секако дека ќе натежни во очите и ушите на купениот закон. По самиот епилог, Касандра се упатува кон злосторниците во речиси суицидална мисија, да се одмазди во име на жртвата, да впише уште неколку цртки во бележникот, меѓутоа дури и мртвите тела умеат да бидат погласни говорители на вистината од тие што се обидуваат целокупно да ја прикријат. Кеси не можела да биде од помош на пријателката Нина, кога и била најпотребна, па затоа се обидува да компензира со реваншизмот. Меѓутоа, незиниот решителен подвиг нема да го промени случајното, ниту пак да го врати од земеното достоинство од името на незината пријателка. Имено како што Хармони Корин даде нова ознака на песна од Бритни Спирс во неговиот насилен Spring Breakers, така и Emerald, уште една композиција на Спирс во препознатлива инструментална форма ја преозначува со еден впечатлив од во успорена снимка кон волчето дувло во Неповрат. Касандра се обидува да живее со последиците на незината апологетска одмазничка мисија, меѓутоа тие ќе се помешаат со незиниот љубовен живот и ќе се огледа дека не баш секојаш ќе може да го управува животот според планираното, туку мора да се носи со непредвидливите исходи, како што знае и умее, што меѓу другото представува тежиштето околу кое гравитира пресвртот на делото. Тој што се одмаздува секојаш копа два гробови, еден за убиениот и еден за себе, така и Касандра согледува дека одредена нишка на автодеструктивност ја следи во потерата за елиминирање на зловолните виновници, кои се протнуваат низ дупките на законот неказнети. Иако носителка на филмот е Кери Молиган, која го
потиснува гневот во себе, дозволувајќи да ги глуми типизираните девојки од машките фантазии. Во делото се појавуваат и плејада на споредни улоги на кои Касандра им се одмаздува, предводени од Боб Бурнам, Алисон Бри, Кленси Браун, Адам Броди, Алфред Молина и Кени Брайтон. Филмот исто така се издвојува од останатата групација на силување и одмазда филмови по начинот на кој е снимен, односно кинематограферот на Beast и The Third Day, Бенджамин Крацун, умее да кадрира впечатливи сцени со поставување на камерата од атипични ниски и високи агли, доловувајќи ги ликовите покрај негативен простор, задржувајќи ја и потенцирајќи ја шареноликоста на интериерите во кои се снимаат ликовите. Монтажерот Фредерик Торавал има задача да го задржи вниманието на гледачите и да создаде непречен проток на време во кое се изведуваат одмазливите чинови, меѓутоа изоставувајќи го нивното прикажување, но наговестувајќи му на гледачот дека се создаваат последици од каузалниот след, кои ќе имаат непореклив удел во судбината на ликовите. Причинителите и предвесниците се алудираат во текот на творбата, кои ги дознаеме постепено, етапно, синхронизирано со одвивањето на течението на одмаздата. Тој има и тешка задача да ги избалансира комичните ситуации во кои се наоѓаат потенцијалните жртви на одмаздата на Кеси, а при тоа се обидува да го задржи и сериозниот драматичен тон, со кој нема да се пародизираат незините цели во нумерираните поглавја. Оркестрацијата на композиторот Ентони Уилис добива хермановска димензија за подгревање на тензијата во сцените во кои се наговестува насилството, а етеричните женски гласови постојано го подсетуваат гледачот за нанесената премолчена неправда. Режисерката Емералд Фенел, иако ја знаеме од незината актерска кариера, која можеме да ја забележиме и пред камерата во мейкап видео туторијалот во овој филм, го снима своето долгометражно деби со голема сигурност покрај сценаристичкото искуство од Killing Eve. Умее да напише и режира филм богат со женски ликови кои ги става во чевлите на жртвата со цел да го почувствуваат, барем делумно, стравот кој го имала самата жртва, кога тие и нивните најмили ќе бидат предмет на потенцијална злоупотреба, а машките ликови се лицемери кои на секој можен начин ќе си го добија заслуженото. Својата премиера ја имаше на мината годишниот Санденс, кај што се прочу за неговите естетски квалитети, а потоа играше во Луксембург, Глазгов и Висконсин и се прикажа во лимитирана форма низ отворените киносали ширум светот, кај што Фокус успеа да го зацементираат во репертоарот. Ако најголемиот кошмар на машкото е да биде обвинето дека е силувач, можете да замислите кој е најголемиот кошмар на една девојка. Тоа е прашањето кое го поставува одмазничката во филмот, која упорно се обидува да ја земе правдата во своите раце и да ги казни злостраниците, но дали тоа ќе ја врати во живот незината пријателка, дали ќе ги избрише погрдните епитети кои се додаваат на незиното име, кое секогаш ќе биде во посет на незините злоупотребувачи. Ако морам да го евалуирам, тогаш Promising Young Women од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 158-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!